Председателя, Ваше екселенции, почитувани министри, почитувани амбасадори, ценети гости, дозволете и во моје име, како што спомена председателот, да ви посакам топло добри дојде на Националниот совет за европска интеграција. Навистина представува задоволство што денес можеме да говориме за реформската агенда, именно заради тоа што чинам дека реформската агенда е навистина еден силен инструмент со кој што можеме да ги потврдиме заложбите во делот на исполнувањето на реформите кои што ни се навистина чинам приоритет на сите политички субјекти, барем оние кои што сме денес тука на маса, со цел придвижување на овој процес на европска интеграција, со цел нормално, конечно, полноправно членство на нашата држава во европското семејство. Јас и како председателот нема да должам многу заради тоа што чинаме дека Националниот совет е одлична платформа да создадеме простор за сите останати чинители, активни чинители во општеството, кои што навистина Европската унија им ја поле на действување, да дадат свој придонес токму во насока на еден поинклузивен и потранспарентен начин, не само во делот на реформската агенда, но и во креирањето на европските политики со цел навистина да имаме, како што кажав, конечниот исход да биде многу позитивен за сите граѓани. Најверојатно, како ние не би биле субјективни или политички субјективни кога говориме за европската агенда, чинам дека најголем показател или најголемо признание во делот на евалуацијата на европската агенда дојде впрочем од нашите европски партнери, кои што изјавија дека реформската агенда, особено Македонија во делот на реформската агенда, е впрочем првиот корисник во таа насока и ги искористи првите придобивки од планот за раст преку реформската агенда и чинам и за владата, но и за нас собранието, тоа е навистина сериозен мотив да останеме фокусирани токму на истата и да продолжиме со реформите кои што се зацртани во истата. Ние скоро имавме и посета од високата представничка за новоурашна и безбедносна политика, господјата Калас, и чинам во таа насока беа испратени многу важни пораки, а тоа е дека нашата држава и тоа како припаѓа на европското семејство, но истовремено и првата држава која што го потпиша партнерството во делот на европската и безбедносната политика заедно со Европската унија и тоа во таа насока се потврдува дека конечно како држава стануваме активен учесник и во креирањето на надворешната и безбедносната политика на Европската унија, но и сме подготвени навистина да ги испорачаме реформите пред се тука дома, а потоа и за нашите европски партнери. На крај ќе заклучам, ќе посакам една многу успешна дебата денес и внимателно верувам сите со нетрпение ги очекуваме министрите во делот на нивното излагање кои реформи беа испорачани изминатиот период поврзани со реформската агенда, меѓутоа и граѓанскиот сектор и останатите чинители навистина да го дадат својот инпут. Ви благодарам уште еднаш за вашето присуство.